u imето на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, ние за сето време додека трае кризата со коронавирусот, нема да располагаме со времето потребно за една нормална беседа, ама еве само неколку зборови. Ако работите беа какви што секогаш биве, денеска ќе служавме седмично бдење. Традиционално во петката недела долга од великите пости на денот од Света Марија Египетска служиме седмично бдење. Во овој ден ни доаѓа браќа и сестри од буквално цела Македонија. Но еве гледате, некогаш треба да се направи компромис за доброто од син. А денеска треба само да кажеме дека молитвено се спомнуваме на големото светило од Египет, Марија. Чудесна појава во историјата на христијанскиот свет и воопшто во историјата на човештвото, извонреден пример за можноста човекот да се преобрази, да стане нова личност, ново битие, нов човек. Малкумина веруваат во таа можност, особено оние кои што паѓаат во понорните длабочини на апската темнина, уште сега и овде предвкусена во тие падови. Но токму тие луѓе треба да ја земат пред себе за пример Света Марија Египетска, за да знаат дека не е никогаш ништо изгубено. Секогаш постои можност човекот да се прероди, да стане нов. Таа беше најголемата блудница што Египет ја роди. Стотици премногу богати луѓе, но страшни, ги упропастуваа своите бракови, ги упропастуваа своите богатства, за да бидат со нив. Но кога го откри таа Христа Господа, остави се и стана жителка на пустињата. Ноќе живееше на минус 50 степени, а дење на плюс 50 степени. Дење го печеше телото свое, не имајќи кров над главата, а ноќе го смрзнуваше. И на тој начин не се само убиваше себе си, туку ги убиваше страстите во себе си и се претвораше во најубавиот свет на пустињата. Свети Јован Златоуст за урбаниот град вели дека е урбана пустиња. Не мора да се оди во Египет, на Тибет, или не знам, некоја друга географска пустиња, однаш знаена од часовите по географија, за да се стане најубавиот и најмирисниот свет на пустиња. Тоа е и овој град во кој што ние живееме. Затоа ни треба воља и подготвеност целосно на Христа Господа да му се предадеме. Амин. За молитва.